Македонија се уште нема јасен план и стратегија за креирање кадри според реалните потреби на општеството и пазарот на труд. Во некои области има вишок дипломци, додека во други има недостиг од стручен кадар. Експертите предупредуваат дека за надминување на овој јас потребни се поголеми инвестиции во практичните вештини и иновациите, како и поинтензивна соработка меѓу образовните институции, компаниите и граѓанскиот сектор. На панел дискусијата од диплома до вработување беше посочено дека студиските програми треба да се креираат врз основа на анализи на пазарот на трудот и на потребите на државата. Има програмски студии во кои имаме суфицит, има програмски студии или кадри во кои имаме дефицит и мора тоа некако да го регулираме преку овие студиски програми кои што според моје мислење ќе треба да се направат врз основа на некоја анализа на пазарот на трудот, да видиме какви кадри се потребни на државата, со какви кадри располагаме и што треба да произведуваме во иднината. Дополнителен предизвик е и за останувањето во делот на иновациите и патентите. Според експертите, доколку државата сака економски напредок, мора да гради економија заснувана на знаење и иновации. Мораме да создадеме економија базирана на иновација ако сакаме да одиме напред, а ние сериозно заостануваме. Во високото универзитетско образование, во високите стручни школи и факултетите, минатата година дипломирале 7612 студенти, што представува зголемување од 8,4% во споредба со 2024 година. Според државна статистика, и натаму најмногу дипломци лани имало во областите бизнис, администрација и право.